Министерството за внатрешни работи објави јавен тендер за набавка на нови полициски униформи со цел замена на старите, непрактични и нефункционални парчиња. Новите униформи ќе бидат по примерот на европските полициски сили, модерни, квалитетни и прилагодени за теренска работа. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека во рамки на процесот бил остварен технички диалог со 13 компании, при што биле земени предвид сите сугестии и предлози. Тие ги повикуваат сите заинтересирани компании да се пријават на тендерот преку електронскиот систем за јавни набавки, за навремено да се промовираат новите униформи. Во составот на новата опрема се предвидени виндјакни, теренски јакни, панталони за лето и зима, кошули со кратки и долги ракави, капи, маички, чевли со различна дебелина на ѓонот и високи тактички чизми. Од Министерството за внатрешни работи велат дека македонската полиција заслужува современ изглед и опрема каква што имаат и европските колеги. МНАВ соопшти дека се работи на отстранување на технички дефект на еден од радарите на меѓународниот аеродром Скопје, при што нагласија дека дефектот не влијае врз безбедноста на воздушниот сообраќај. Радарската глава Аленија, Бањски рид е исклучена од употреба, а производителот веќе има онлайн пристап за дијагностика и поддршка. Ангажирани се и вонредно стручни лица од МНАВ за што побрзо санирање на проблемот, информира директорот Владимир Ристевски. МНАВ посочува дека ваквите технички проблеми се нормални и предвидени се процедури за нивно надминување. Единствено е воведена регулација на бројот на авиони кои се обслужуваат на час, што ќе остане на сила до целосно отстранување на дефектот. Младите и економски послабите граѓани во Србија, Косово и Албанија се принудени да ги напуштат урбаните средини и да се преселат во оддалечени делови или назад кај родителите поради енормниот раст на цените на кириите и недвижностите. Покажува анализа на Еобсервер. Според неа, во овие земји речиси и не постојат субвенционирани социјални станови, а цените на пазарот го надминуваат капацитетот на просечниот граѓанин. Паралелно со ова, Европската комисија веќе започна програма за изградба на достапни домови во земите членки, предупредувајќи дека стамбената криза станува сериозен социјален и политички проблем. Новиот европски комесар за домување, Ден Јергенсен, изјави дека пристојното домување станува луксус за се поголем број граѓани. Во анализата се истакнува дека реалната способност за плаќање е далеку пониска од номиналните плати. Во Србија, медијалната плата е 667 евра, а киријата за гарсонјера во Белград чини од 600 до 1200 евра. Во Косово и Албанија ситуацијата е слична, високи цени на изнајмување наспроти ниски примања, што ги тера младите да се иселуваат или да остануваат зависни од семејната поддршка. Москва наводно подготвува ограничен напад во сива зона врз Полска пред Божик, со цел да ја тестира решеноста на НАТО и да предизвика политички хаос во Европа, тврди висок руски генерал кој пребегнал на запад. Оваа информација предизвика итни консултации меѓу САД и Велика Британија, а западните сојузници се подготвуваат за можни сценарија. Во меѓувреме, руските провокации не стивнуваат. 3 МиГ-31 со хиперсонични ракети неодамна го прекршиле воздушниот простор на Естонија, што Талин го оцени како директна провокација. Исто така, руски дронови упаднале во воздушниот простор на Полска и Романија, дополнително зголемувајќи ја тревожноста кај членките на алијансата. Како одговор, Велика Британија најави засилено воздушно присуство над Полска преку RAF Typhoon, во рамките на мисијата Eastern Sentry. Според западни извори, НАТО би реагирал соодветно, но во границите на конвенционален одговор, за да се спречи широка ескалација и да се зачува стабилноста на континентот. Во Јапонија, чадорот не е само средство за заштита од дожд или сонце, тој носи длабока духовна и културна символика. Традиционалните вагаса чадори се сметаат за садови за души и играат важна улога во јапонските ритуали и фестивали. Според професорот Тацу Данџо, чадорот се смета за Јориширо, објект што привлекува духови или богови. Кружниот облик на чадорот и неговата рачка се гледаат како символ на душа и духовна врска. Веќе од 9 век, чадорите биле користени од религиски и политички водачи како знак на моќ и заштита. Духовната улога на чадорот е нагласена и на бројни фестивали. Во Киото, чадори украсени со цвеќиња се користат за исцелување, додека во Фукуока носат благослови. Во Кочи, пак, чадорите служат како привремени домови за душите на починатите за време на обон. Во јапонската митологија постои и духот на чадорот, Каса Јокај, кој оживува како дел од фолклорот за предмети што добиваат душа по долга употреба. Сето тоа сведочи за длабокиот анимизам во јапонската култура, каде што секојдневните предмети се почитуваат како живи носители на енергија и спомени. До
До среда во земјава ќе преовладува претежно сончево и топло време. Од четврток попладне следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Според најавите, во петок се очекува да дува умерен до засилен јужен ветер, а врнежите на места ќе бидат проследени со грмежи. Дневната температура ќе започне да опаѓа, особено за време на викендот.